Добар ден. Добре дојдовте во понеделничкото издание на отвореното студио 1, во кое што се дружите со мене и со мојот колега Владко Чаловски, кој пак во продолжение ќе ви ги прочита сите оние најави, односно содржини богати кои што ќе може да ги проследите во ова маратонско отворено студио 1. Пред се, добар ден и од мене, и како што знаете, студиото започнува во 14, сега малку доцниме, неколку минути по 14 часот, а завршува во 23 часот. Што оно што денеска ќе го гледаме во рамките на студиото? За почеток ќе имаме еден мал дел, мал извадок од гостувањето на адвокатот Бежовски кај Јадранка Костова во петокот, за сите оние, како што беше и темата ВМРО-вски махинации со партискиот имот. Тоа е голготата на Бежовски со фамилијата. Понатаму имаме колешката Елена Милошевска пред судовите, каде што ги следи случувањето, односно судењето за случувањето од 27 април. А потоа ќе се вклучиме со еден телефонски разговор со госпоѓа Мелиса Абдул, која што ќе зборува за исчезнатиот господин Алибен, кој што пак веќе неколку дена, 4 или 5 дена на социјалните мрежи се врти неговата фотографија. Таа ќе упати апел за сите оние кои што можеби го виделе господинот Алибен да пријават во службите. Ќе слушнеме на кој начин, како господинот Алибен исчезнал. Сепак сме овде нели да помогнеме и во таа насока. Во 15:20 часот се враќаме со репортажа на колешката Искра Опеческа, која што се осврнува на тоа зошто општо корисната работа е потребна наместо затворот, односно начинот на рехабилитација. Овде секако ќе ги отвориме и телефонските линии на тема зошто е важна таа општо корисна работа наместо затворот. Околу 15:40 часот се враќаме со колегата Дејан Андоновиќ овде од студиото, ќе ги анализираме сите оние светски случувања кои што заслужуваат секако да се најдат во фокусот. Околу 16:45 часот се враќаме во студиото Јас и Јана, заедно со нашиот гостин Бојан Кордалов, со кој што ќе анализираме за Facebook, социјалната мрежа, можеби се уште нели најпопуларната социјална мрежа Facebook, која што пак стана еден начин дел од животот или како што ние ставивме во дел од темата, член на семејството, со оглед на тоа што денес е неизбежно да се нема речиси Facebook профил. Ретки се луѓето кои што пак не ја користат оваа социјална мрежа, најчесто не ги користат ниту една социјална мрежа, а Facebook е оној нели од каде што почнува целата работа. Некаде околу 17 часот наш гостин во студиото е пратеникот Амди Бајрам, како што се ближат претседателските избори, сите оние кандидати кои што се јавуваат во јавноста, така и шпекулацијата дека Амди Бајрам би можел да биде сериозен кандидат за претседател на државата. Со господинот Бајрам ќе ги анализираме токму овие работи, ќе зборуваме за неговата идеја. Сепак тој е пратеникот со најдолг стаж во законодавниот дом. Секако по овој отворен дел од студиото следува забавниот дел, возење со Вучич, добро познато, ексклузив и секако на крај Сергеј Варошлија со блокот мода. За потоа да ве дружи колегата Сашо Ордановски, кој што пак прва тема на која што ќе зборува со својот гостин Петар Богоевски е реформите во ВМРО ДПМН една година подоцна. Исто така, овде ќе погледнеме историјата на колегата Христијан Баневски за новата партија наречена Родина. Уште еден политички конкурент на политичката сцена во Македонија. Одблиску Баневски ќе ни долови кои се во оваа партија, кои се нејзините цели и така натаму. Во 21 часот оди авторската емисија Лица и во 22 часот во студиото се враќа Ордановски со своите гости. Темата е правниците на нозе, а гости се професорката Гордана Лажетик. Гостинка е Лажетик, ќе зборуваат со Ордановски токму на оваа тема. Секако во текот на денот следат сите оние информативни изданија, вестите на 1 ТВ. Накратко, така би се одвивал овој ден. Како што рековме, започнуваме маратонски од 14 до 23 часот. Јана, што е она што сега следи?
Така е, она што го најавивме, ќе погледнеме еден извадок, односно дел од последното отворено студио 1, каде што домаќин беше колешката Јадранка Костова. Имаше прилично интересен разговор со адвокатот Александар Бежовски. Тој раскажува, меѓу другото, за една голгота која што ја имал изминатите години со дел од раководството на ВМРО ДПМН. Сите тие открива многу вистини околу малверзациите со имотот на партијата, ја раскажува својата животна приказна во овој дел, со што се соочувал. Така што ова целосниот разговор секако може да го погледнете на нашиот сајт edentv.mk, како и на YouTube каналот, а еве во продолжение што издвоивме за вас од овој разговор. Нашиот последен разговор за Фокус беше пред приближно во 2016 година, кога ја најавив крајот на политичката кариера на Груевски. Да. Кога уште не им беше јасно тоа во партија. Груевски беше, нели, со оставка, не беше премиер. Беше уште со идеја да биде премиер. Да, насловот што го ставив тогаш беше дека, мислам, твоја изјава што искористив за насловот, дека во ВМРО знаат дека Груевски нема да се врати на власт, но нема јунак да му соопшти. Па и знаеа и не знаеа, јас сете им соопштив. После тоа се појавија некои реформатори кои што беа поврзани со фамилијата, нели како што се покажува покасно. Не знам што да ви кажам. Тоа е партија која што треба сериозно да се реформира. Ете, гледаме дека е под истрага, каде ќе води истрагата ќе видиме. Затоа што падот на СЈО уствари убаво анализираа сите дека е пад на правната држава, дека криминалците после тоа ќе дигнат глава. Сето тоа финално најмногу ќе се искрши од главата на премиерот, затоа што давањето концесии према криминалци може само да води у лоша насока. Друга работа, психолошкиот профил на учесниците во бомбите е многу страшен. Тоа се луѓе кои што не се откажуваат, располагаат со многу финанси и контакти во подземје. Кој е најстрашен од нив според тебе и според она што го слушаш? Па сега, знаете, сега не треба јас да ви кажувам, вие слушате од кого се плашеле да му го спомнат името, така натаму и така наваму. Дури и сите се чудеа на храброста на Христијан Мицковски кога го исклучи Мијалков. Значи имаше муабети дека има 300 луѓе околу партијата, дека ќе му прават преврат. Јас да и сега му праќаат пораки преку разни месенџери, дека ќе му прават преврат тогаш, сега, после, така натаму. Сега зависи кои ги третирате за луѓе на Мијалков. Па многу има.